Бензинот поскапува за 7, а дизелот за 6,5 денари по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика на денешната седница. Со тоа од вечерва на полноќ литар бензин на бензинските пумпи ќе се точи по цена од 86,5 денари, а дизелот не смее да се продава поскапо од 92 денари за 1 литар. По промените вечерва цената на бензинот достигнува највисоко ниво во последните речиси 2 години, откако по иста цена како денешната се продаваше и на крајот од март 2024-та. Дизелот пак руши ценовен рекорд стар безмалку 3,5 години по пиковите во ноември 2022-та, кога последен пат беше на 90 денари за литар, откако летото истата година ја достигна највисоката цена од 110 денари. За само 2 недели од стартот на кризата на Блискиот Исток, дизелот поскапе за дури 21 денар, а бензинот скокна за 12. Поскапувањето се должи на значителниот скок на суровата нафта на светските берзи. По благиот пат на стартот од минатата недела, од почетокот на оваа барел нафта од типот Брент на берзата во Лондон се тргува по суми кои денеска надминуваат $105. Тоа ги принуди големите сили да почнат да ослободуваат нафта од своите стокови резерви. САД го стори тоа уште минатата недела, ослободувајќи над 172 милиони барели. Чекорот го следеа Канада и Австралија, а денеска нафта од стоковите резерви ослободи и Јапонија. Минатата недела и Меѓународната агенција за енергија информираше дека пушта во промет 400 милиони барели нафта, највеќе во својата историја. Weniger wichtig, wie lange der Krieg dauert, sondern viel wichtiger, was passiert mit der Straße von Hormuz. Wird sie wieder geöffnet und dauerhaft geöffnet sein für Öl- und Gasexporte? Wenn das gelingt, dann gehen wir davon aus, dass die Preise relativ schnell wieder sinken könnten, dass sie also für Öl und für Gas nicht die hohen Preise weiterhin sehen werden, wie wir das im Augenblick haben. Во регионот Србија ги намали акцизите за 20%, исто како и Хрватска, која и ги ограничи цените. Грција ги ограничи маржите на горивата, но и на основните прехранбени производи, а во Бугарија владата им подели директна помош на социјално најзагрозените семејства. Во Македонија до овој момент владата ја следи ситуацијата. Извори од Илинденска за Сител велат дека во кабинетот на премиерот сериозно се разгледува опцијата ДДВ-то на нафтените деривати да се намали од 18 на 10%. Александар Спасовски, Сител телевизија.